Охрид во очекување на големиот верски празник Великден полн со гости. Македонскиот бисер под закрилата на УНЕСКО. Поради природните и културните богатства никого не остава рамнодушен, а празнувањето во некој од древните црковни храмови е посебно духовно доживување. Хотелските капацитети и приватното сместување бележат голема исполнетост. Први пут смо ту и морам речи да е врло лепо и луѓи су красни, дивни, гостолюбливи, така да лепо вам е ту, што живите ви сваки дан. Колико дана остаете? Па неćemo dugo, na 2-3 dana, jer putujemo po Balkanu. Sve je lepo, lep je vazduh, lepo je klima. Grad vam je lep, nismo uspeli da se popnemo do tvrđave, do pola uspon je to veliki za nas, ali stvarno vam je super. Туристите кои за великденските празници одмараат во Охрид во одушевени од уникатната понуда. Нормално разгледувањето ќе биде од Охридскиот плоштад до Света Софија, Антички театар, Самуиловата тврдина, неизбежниот Свети Јован Канеил, но има луѓе кои што сакаат да посетат храмови и за литургија, кој ќе, например, и за причестување. Инаку Охрид годинава е украсен во знакот на Великден, а централната богослужба за Христовото воскресение, каде по традиција има најголем број на верници, ќе се одржи во Свети Климентовиот храм на Плаушник. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Преку притисоци, закани, уцени и подкуп, Мицкоски тврди дека ДУИ се обидуваат да се спасат од пораз. Известени се и меѓународните наблюдувачи, а лидерот на ВМРО ДПМН очекува зголемено присуство и на полицијата на 8 мај. До ОПСЕ и ОДИХР доставивме список на избирачки места, каде што во определен временски интервал гласањето е во просек помалку од една минута, што наведува на тоа дека таму имаме бројни нерегуларности, односно, да бидам попрецизен, полнење на кутии и на тие избирачки места. Чудно, но вистинито фингерпринт, односно терминалите за очитување на отисок од прстот, не работеле во тој период. Очекуваме нешто слично да се случува и во вториот круг, но ние сме подготвени. За полнење кутии во Липково во првиот круг од изборите обвинува и Меджити од коалицијата Вреди, зашто вели дека има пресуда и од управниот суд. Меджити сепак е убеден дека ова нема да ги спаси ДУИ од пораз и сигурна опозиција. Идната влада нема да биде на 61, ќе биде над 75 пратеници, ќе има мнозинство на пратеници албанци, исто така ќе има убедливо мнозинство на Бадиндерово мнозинство, така да ДУИ покрај тоа што направи коалиција со 9 политички партии, 4 заедници, не го спасува ни тоа. Дефинитивно ДУИ оде во опозиција. И додека сите ги испраќаат во опозиција, Европскиот фронт предводен од ДУИ е убеден во победа. Денеска за прв пат пресконференција одржи Талат Џафери, кој на партискиот настан пристигна со владиниот Мерцедес, но на граѓаните вели дека им се обраќа како кандидат за пратеник. Владата под моје водство, иако како приоритет што кажав, имавме изборите, сметам дека соодветно ги извршувала и другите надлежности која и припаѓаат. Тука бевме за секое барање и на ваша услуга. Докажавме дека одговорноста и водењето на државата ги носиме на еднаков начин, станувајќи пример на зрелоста и взаемната почит. На партиите и коалициите им остануваат уште 2 дена од предизборната кампања за да ја придобијат довербата од граѓаните. Парламентарните избори, заедно со вториот круг од претседателските, ќе се одржат во среда. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Затекнат од османлиската војска во село Баница пред точно 121 година беше убиен Гоце Делчев, македонскиот револуционер и еден од најголемите борци за независна и слободна Македонија. Денеска на 4 мај со сите почести беше одбележана 121 година од неговата смрт во црквата Свети Спас, каде што се наоѓаат неговите останки, но и низ други градови се чествуваа вредностите што ги застапуваше Делчев во борбата за слобода и за македонската државност. Мирно, без инциденти, но со засилено полициско обезбедување и посебни протоколи, во црквата Свети Спас положија цвеќе претседателот Пендаровски, владина делегација, политички партии, амбасадори и граѓани. Гоце Делчев никогаш не бил предмет на политички разговори, велат од СДСМ. Со желби пак за национално обединување после 8 мај, од ВМРО ДПМН се поклонија пред гробот на Делчев. Ние не сме преговарале за Гоце Делчев, никогаш, ниту планираме
преговараме. Тоа е една од многуте теми што се разговара во историската комисија. Гоце Делчев не бил предмет на политички разговори никогаш. Се поклонуваме на ова место, за нас посебно, традиционално, на македонскиот великан Гоце Делчев, со желба за национално обединување, општествено обединување, нешто што ќе ни биде потребно после 8 мај, нешто што треба да биде императив после 8 мај. Денеска цвеќе се положуваше и во Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а во општината Пустец, Албанија, беше поставена биста на Гоце Делчев, креирана од авторот Зоран Тошевски од Скопје. Во собранието беше доделена наградата Гоце Делчев за 2024 година за особено значајни остварувања во областа на науката. Престижната државна награда оваа година ја добија професор доктор Роберт Хадсон и професор доктор Иван Дудевски за делото Долга транзиција на Македонија, од независноста до Преспанскиот договор и потоа, и доктор Ана Мартиновска и Жарко Иванов за делото Тажачки песни од Скопскиот земјотрес во 1963 година. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Да, веќе се забележува дека има верници како надвор кои што се овде во дворот на Соборниот храм го држат своето место за вечерната богослужба која ќе почне за околу час и половина, а внатре во Соборниот храм има се уште верници кои што доаѓаат да се поклонат, да се протнат под плаштеницата која што го означува Исусовиот гроб, да се помолат за здравје и спасение. Како што споменав, околу 10 часот ќе почне богослужбата, свештениците со литија, со вртења 3 круга околу Соборниот храм ќе го одбележат и ќе го наговестат Христовото воскресение, кое што пак ќе го соопшти архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. За вечерта по полноќ е планирано да започне и литургијата, по која што ќе можат да се причестат сите оние верници кои што постеле во изминатите неколку недели. Со прогласувањето на Христовото воскресение, всушност верниците почнуваат и да го слават Великден, најрадосниот празник, велиме во православниот свет, бидејќи тоа е ден кога ја славиме победата на животот над смртта. Поскромна од лани, ваква ќе биде трпезата за великденските празници кај најголем дел од граѓаните. Повеќе салата, помалку месо. Ако нема јагнешко, ќе се јаде пилешко или свинско, велат граѓаните. А цените за килограм јагнешко надминаа 10 евра. Свинското и пелешкото се од 450 до 500 денари за килограм. Цената 630 денари по килограм беше. И луѓето ли Има заинтересирани, или сега највише свинско месо. Раздвижено и на пазарите. Се прават последните подготовки за утрешниот ден, каде помладите се собираат кај повозрасните на ручек. Но цените таму се за 30% повисоки од пред неколку дена. Имаме од 150 до 250 денари. Зависи од квалитетот. Крставичката е од 100 денари до 150. Имаме домашна крставичка, оранжериска, зборам за наша македонска. За жал, луѓето штедат на храна, не штедат на шетање. 130 крставичката, 200 патлиџанот. Народот купува или гледа да штедат? Па повеќе штедат, да. Види, нема народ пара се што да прави. Тој што има пари не е овдека, тие се избега да има. Колку ко може, толку купуе. Што ќе се одржи трпезата годинава? Месо, тоа, салати. Поскромно, нормално поскромно. Не е така скапо. Добро е. Тоа према се другото е скапо, меѓутоа добро е за Великден попуштија. Нормални се за мене цените, не е скапо многу. Само пензиите се мали. Плафон се. Денеска завршуваат великденските пости. Христијаните кои изминатиот период 40 дена јадеа постна храна, веќе од утре може да се почастат со мрсно, толку колку што им дозволува семејниот буџет. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.
Надпреварот за песна на Евровизија ќе се одржи во шведскиот град Малме следната недела. Шведските власти го означија настанот како високо ризичен, а се проценува дека околу 100.000 луѓе ќе го посетат градот за време на најголемото музичко надпреварување во светот, со представници од 37 земји кои годинава ќе учествуваат. Најавени се и бројни протести во врска со конфликтот во појасот Газа и учеството на Израел на фестивалот. Безбедносните мерки веќе се зголемени, соопштија шведските власти. Уверуваат дека полицијата е добро подготвена и дека безбедносните планови се детално разработени. Ангажирани се полицајци од сите делови на Шведска, а ќе им помогнат и колеги од Данска и Норвешка. Вчера во Малме, недалеку од местото на одржување на Евровизија, се случи инцидент. Две лица запалија примерок од Куранот и го газеа палестинското знаме. Палењето на муслиманската света книга беше емитувано во живо на платформата TikTok. Најмалку 14 лица загинаа во поплави и одрони на индонезискиот остров Сулавеси, предизвикани од неколкудневните поројни дождови. Поплавени се на 1000 куќи, а спасувачките екипи ги евакуираат жителите со гумени чамци. Со поплави веќе неколку дена се бори и Јужен Бразил. 68 лица се водат како исчезнати, соопштија тамошните власти. На денешен ден, пред 44 години во Љубљана, почина доживотниот председател на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Јосип Броз Тито. Мислењата за неговата улога и дело се спротиставени. За едни, Тито е символ за мир и спокој во една земја која беше почитувана секаде во светот, но за други, Тито е олицетворение на комунистички диктатор. Тито почина 3 дена пред својот 88 роден ден, а на неговиот погреб присуствуваа повеќе од 200 државници и истакнати личности од целиот свет. Набрагу по неговата смрт дојде и крвавиот распад на Југославија. Тито официјално ја посетил Македонија 16 пати во текот на 35 годишното владење. Неговиот гроб во куќата на цвеќето во белградската населба Дидиње се уште е дестинација на бројни туристи, посетители и обожаватели од поранешните југословенски републики и од целиот свет. Емилија Штериов, Сител телевизија.